Бизнисот алармира, власта тактизира. Се бараат итни економски мерки за спас на стопанството кое е во тотален колапс. Стопанствениците велат дека досегашните мерки се само козметички и бараат нов гломазен пакет за да може да преживеат. Најголем дел од компаниите, еве зборувам за текстилот, можеби не толку, меѓутоа целата наше стопанство, целата економија се веќе кредитно задолжени. За кредитното задолжување вас ви треба хипотекарно обезбедување. Ако вие токму тие компании кои што се не можат да обезбедат плата, значи под наводници не се баш во некоја добра финансиска кондиција, како ќе му дадете кредит ако има потреба од хипотекарно обезбедување? Значи има недоречености. Колку е опасна состојбата покажува апелот на првиот човек на Комората на сметководители, кој предупреди дека ако нема системски мерки нема стопанство. Дополнително субвенционирање на сите дејности, а не само во туризмот и гостителството, и да бидат опфатени што е можно повеќе стопански дејности. Дополнителен хаос создаваат и веќе донесените мерки, кои на фирмите повеќе им создаваат проблеми отколку што им помагаат. За бескаматните кредити кои треба да им помогнат на фирмите кои се на удар, се бара еден куп документација за која фирмите се приморани дури и лично да одат на шалтерите. Онлайн е пријавувањето за кредитите, но за вадењето документи очигледно е дека мора лично да се отиде. Каков е ефектот од системските мерки кои владата ги донесе, покажува и гужвите овде пред вратите на управата за јавни приходи, каде рано изутринава граѓаните побрзаа да ги завршат обврските. Оние кои ги затекнавме на вратите и не беа расположени за коментар. Што ги прелистав вратите не приметив. Стопанствениците алармираат и за ограничување и апсурдни условувања. Едно од нив е и што подружница на фирма не може да конкурира за кредитна поддршка ако фирмата мајка е од друга дејност. Ова веќе исфрлило од игра повеќе угостителски и сместувачки капацитети. Дека власта киксира и спроведува погрешна политика за спас на стопанството и граѓаните, критикува и поранешниот советник на екс-министерот за финансии Драган Тевдовски, кој вели дека административците не смеат да бидат жртви на погрешните економски политики. На кого треба да падне товарот од кризава, треба да падне на грбот на оние кои што можат да го понесат тој товар, а тоа сигурно не се сиромашните и работниците што работат за плата од 400 евра. Тие што може да го понесат товарот се големите фирми кои што прават милионски профити и во мирнодопски услови да кажеме, но и за време на оваа криза. Она што дополнително загрижува е фактот што ударот веќе не е само врз малите и средни компании, туку и ке големите производствени капацитети. Дрексел, Маер и Кромберг и Шуберт испратија на 10.000 вработени на одмор, а се погласни се и реакциите од куп вработени во разни фирми, кои алармираат дека газдите ги отпуштиле или пак ги испратиле на принуден одмор.